Неколкумина жители во Јовевско мало, кое е дел од големата пресека, се уште му пркосат на модерното време и упорно обстојуваат во планински услови, без основните придобивки на современото живење, како струја, асфалтен пат, вода и сите современи апарати неопходни за нормално функционирање на едно семејство. Во оваа врнежлива пролет, калта им прави проблем да стигне до своите куќи и имоти. За грмотевиците не се нервираат, бидејќи немаат струја, ниту електроапарати, па не постои можност од расипување. Да, овде живеам без струја, без пат, без вода, без се. Па тука треба малку патче, ако се може струјичка да се стави од овие дечиња, виш како е. Не можеме така да живееме. Струја имате? Нема ништо, гледај како живееме на ламба. Плюс за дечињата е проблем. Компир сејам. Ако искарам компирче малку за фамилијата. Друго нема. Али нема услови, нема патишта, нема вода, нема струи. Онака се живее добро. Колку луѓе живеат во овој крај? Па тука има не 5-6 фамилии, али тоа се секој бега дека нема услови. Нема, да има пат и струја, дали ќе се вратат? Ако има пат и струја, има 30 фамилии што живеат. Те сега тука еден комшија имам дога виќица се направи, теј го ивачува ми комшија тука. Добро е се, али нема пат, нема вода, нема струја. Јас имам и струја и вода. Ја имам тие расароди средени, а ово мало што е Јовевци, нема струја. Еве сега млади деца има фамилија, оваа е млада фамилија. Сега кај нас последна пат свадба имало 81 година. Фактички ово е село више на пропаст. За 10 години ово село ќе нема ни еден човек. Многу тешко. Без струја, без пат, без вода. Најпрво е пато и струјата. За нас, мислам. Младите. За да можат и децата и да учат. Ја живеам тука 9 години без струја. Тука сам нон-стоп 9 години. И без струја, и без пат правиме го заедно со мажно ми. Набрзо штом ќе зајде сонцето, овде се потонува во целосен мрак. Во куќарките трепери по некоја ламба или кандило, колку членовите на семејствата да можат да се видат едни со други. За учење навечер нема никаква можност. Само немаме тука струја и живееме на светило, за да можем да читам, да учам. На ламба живееме, вечерам и си легнеме. Па сепак и децата и возрастните ја сакаат овдешната природа со сите убавини што ги има. Ливадите, чистиот воздух. Летото одиме по габи и забавно, а зимото се лизгаме. Доколку се асфалтира патот до овие мала во пресека и се постави далновод за струја, тогаш многу жители кои сега живеат во Оризари, Кочани и другите населени места би се вратиле и би ги разработиле нивите. Некои сигурно би се определиле овде да живеат.